Сета благодарност му припаѓа на Аллах субхану ва таала, Господарот на сите светови. Мир и спас нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салем, на неговата честна и чиста фамилија, на неговите асхаби и другари и на сите оние кои ќе го следаат патот на пегамбер алейхи салату ва салам, а тоа е вистинскиот пат кој што е успех на дујналокот, а најголем успех верникот ќе има на ахиретот. Почитувани браќа, почитувани сестри, денес сме собрани во еден од најбавите и најблагородни моменти. Денот кога две срца, два животи се спојуваат во халал и чиста љубов пред Севишниот Аллах субхану ва таала. Аллах џелешану во сурата Рум 21 ајет вели: од неговите знаци е тоа што за вас создаде сопатничка од вашиот врста, за да најдете спокој, кај него. И помеѓу вас воспостави љубов и милост.
Навистина, во Аллаховите знаци има, нели, кои што треба луѓето да размислуваат. Овој ајет е суштина на брачниот живот, љубов и милост да се има помеѓу, нели, брачниот живот. Бракот не е само договор, да случи човекот договор и да стапи. Туку бракот е ибадет. Значи, ибадет, наредба од пегамбер алейхи салату ва селам. И начин на кој што човекот ќе постигне исто така степен кај Аллах субхану ва таала. Каде што двајцата еден со друг се подпираат во убави и во тешки моменти. Денеска сме сведоци на стапување на шеријатски брак помеѓу Ерик и Суана. Стапуваат во заедница со халал, со искрение, со желба, нивната куќа да биде дом исполнет со иман, сабр и берекет. За бракот да биде валиден, шеријатски оправдан, има одредени услови за кои што мора да бидат исполнети према Куранот и суннетот на пегамбер салаллаху алейхи ва саллем. Ќе ги направам неколку тие услови кои што се битни и мораат да бидат исполнети за важноста и валидноста на бракот. Прво е старителот, односно во оваа ситуација, во овој момент, на Суана нејзиниот татко. Аргумент имаме за тоа во зборовите на пегамбер алейхи салату ва селам, каде што рекол нема брак без елбени, односно без старителот, без таткото. Ако не даде изин дозвола таткото, бракот не е валиден. Напоменав, тој е аргумент хадисот на пегамбер салаллаху алейхи ва саллем, каде што рекол нема брак, не постои брак во исламот ако не даде согласност, нели, таткото. Тоа е прв еден од битните услови за склучување на самиот брак во ислам. Второ нешто е двајца сведоци да се. Затоа имаме аргумент во Куранот каде што Аллах джелешано втор услов, значи каде што Аллах джелешано ни вели земите двајца правен сведоци. Под праведни сведоци се мисли да бидат сочувани од поголемите гревови, камата, убиство, алкохол, свинство и така натаму. Значи двајца сведоци е вториот услов за кој што мора да биде исполнет. И трето нешто исто така битно е мехрот, тоест поклонот. Суана добро слушава, се однесува ели на тебе, а после тоа Ерик ќе даде согласност, дали го прифаќа твоето барање за одредување на венчан дар или не го прифаќа. За венчаниот дар аргумент имаме и во зборовите на Аллах субханаху ва таала и во зборовите на пегамбер салаллаху алейхи ва саллем. Аллах джелешано во Куранот вика и подарувајте му на вашите драгоцени жени венчани дарови. Тоа е куранскиот аргумент за овој услов. И зборовите на пегамбер алейхи салату ва селам, каде што рекол подарувајте му венчани дарови, па макар тоа било и обичен железен прстен. Значи не е битна вредноста, величината, важноста на мехрот колку што е битно да се исполни. Имаме случај низ историјата кога пегамбер алейхи салату ва селам ја давал својата ќерка Фатима радијаллаху анха на Али радијаллаху анху, го прашал што поседуваш од мехрот, дали имаш нешто да ја подариш мехрот? Рекол ја Расулаллах немам ништо освен воен оклоп, она панце кој што викаме ние денес. Рекол земи го, подари го. Значи не е битно важноста, како што ја напоменав, и величината на самиот мехер, туку е битно да тоа се исполни, се даде, па макар и тоа било обичен железен прстен. Венчаниот дар може да биде во вредност на пари, може да биде во вредност на злато, на сребро, без разлика ни што е, го одредуваш венчаниот дар, ти мехерот, тука Ерик да прифати, мислам дали ќе прифати да го исполни венчаниот дар. Има одредени услови околу мехерот. Тие работи никош не сум ги спомнал, нема да ги спомнам, по случај на лоши работи и така натаму. Битно е да се даде венчаниот дар. Тоа е еден од условите. Ова поглавно се три услови кои што мора да бидат исполнети. Сега Кенчо, правилно треба Ерик тебе да те прашува. Ама ајде јас за него ќе те прашувам, да не го стравиме. Дали дозволуваш твојата ќерка Суана да стапи во шеријатски брак со Ерик? Да. Дали дозволуваш твојата ќерка Суана да стапи во шеријатски брак со Ерик? Да. Така ти име? Да. Дали дозволуваш твојата ќерка Суана да стапи во шеријатски брак со Ерик? Да. Сведоците, дали ги познавате, дали сведочите дека сакаат да склучат шеријатски брак без некој да ги присили дека тоа нивна војна? Дали сведочите дека ги познавате дека сакаат да склучат шеријатски брак без некој да ги присили во тоа?
Дали сведочи дека ги познавате, дека тоа се личностите и дека се по нивна желба без некој да ги присили во тоа? Суана, третиот, са топката е кај. Ти сега одреди. Кој е твоето барање за венчаниот дан? Спомнам еден хадис, тоа мора да го спомнам. Не трагам дека се ти лепчанка и пус фамилија, мислим. Али мора да го спомнам. Рекол пегамбар алейхи салату ва салам. Најберекетни жени се оние кои се со најмалку. Берекет има тие жени кои што многу малку бараат. Не бараат многу, зашто бракот не ја држи имотот. Туку бракот го држи меѓусебното почитување, љубовта, милоста, разбирањето и така натаму. И злато една кило ти да и 10 и 15, многу е битно да имате меѓусебна љубов, почитување, милост и опростување меѓусебно. Кој е твоето барање за венчаниот дан? Само едно нешто имам право да побарам. Ти имаш да побараш сега многу. Зависиш ја. Златен прстен. Добро, прифаќам. И кој е на брзина, да не побараш нешто друго. Не и се, златен прстен е твој. Ти го прифаќаш. Да. Ако ќе го исполниш сега или покасно. Потекот на живот. Па мораш колку е побрзо, толку е подобро, знаеш. Заради Да, валидноста побрзо. на самиот брак. Да. Значи тоа го знаеш, да не спомнам. Не и се боглавно овие се трите услови кои што мора да бидат исполнети. Да го молиме Аллах да ви подари љубов, како љубовта на Хатиџа со Мухаммед алейхи салам. Разбирање како Мухаммед алейхи салам со Хатиџа. Љубов исто така како со Хаџера со Ибрахим алейхи салам. Љубов и заедничко разбирање како што би имале љубов Али ради Аллаху анху со Фатимето Зехра ради Аллаху анха. Меѓусебно да имате почитување и разбирање. Аллах џелешану ве упати и ве чува на вистинскиот пат. На патот на пејгамбер салаллаху алейхи ва салем. Ери да биде добар сопруг кон тебе, а Суана ти да бидеш добра сопруга кон него. Ти имаш должности кон него. Кои се твоите должности? Да ја чуваш неговата чест. Да бидеш добра сопруга, добра мајка на децата на Ерик и да ги исполнуваш нели условите, односно да се грижи за потребите на Ерик. Ерик исто така има должности кон тебе. Кои се неговите должности? Да ти обезбеди елементарни услови кои што се, тоест нели куќа, да може да те смести, на улица нема те чува. Тоест да ти донеси на халал начин за работа. Тоа е многу битно. Значи мажот е тој кој што излага и го бара раскот од Аллах субхану ва таала на халал дозволен начин и е должен да се грижи за твоите потреби кои што треба да те ги исполни, тоест да ги имаш во текот на својот живот. Ерик, го знаеш хадисот на пејгамбер алейхи салату ва салам, најдобар меѓу вас е оној кој што најдобро се однесе со својата фамилија, со својата сопруга. Исто така, рекол пејгамбер алейхи салату ва салам, добро слушај се она, жената која што кајна на нас, пости, оди извршила хадж и е послушна на својот сопруг, на судниот ден Аллах џелешану ќе рече влези низ која врата сакаш во џенет. Кајна намаз, вели зекјат, пости, ако има можност да се извршува хадж, и перито рекол, покрај сите овие столбови на ислямот, рекол и биде послушна на својот маж, на судниот ден, Аллах ќе рече влези низ кој врата сакаш во џенет. А знаем дека џенетот има повеќе врати. Боглавно е тоа. На крај останува да правиме дова, да го молиме Аллах џелешану да ви подари береке, Ерик да биде маж кој ќе води овој брак ќе го води со мудрост и со милост. А Суана сопруга која ќе биде негова поддршка во неговиот живот, ќе биде негов спокон. Бракот е градина која секојдневно треба да се полева со внимание, како една цвеќе. Ако го гледаш, е живо. Ако го изоставиш, тоа цвеќе така е бракот. Треба да се полева со внимание, зборови, љубов, меѓусебно и најбитното е да имате верба, прво во Аллах, а потоа меѓусебно помеѓу вас. На крај останува, како што ја поменав, спомнам да правиме тоа. Амин. Аузу биллахи минеш шејтанир раџим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил алемин. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ناش благодатност такон да беа такова. Салат и спас нека биде на Мухаммед салаллаху алейхи ва салем. На неговата честа и чиста фамилија, неговите асхаби и на сите оние кои што исламот го следат и ќе следат до јомот қијамет.
О Аллаху наш, те молиме за доброто, за кој те молиме нашиот брат Мухамед. Ја Раб, заштити на злото за кој зашто брат Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Се оне од кого помош, брат. Од тебе се сите благодати, нема снага ниту сила без тебе. Славен и возвишен Господару наш. Ја Раб, повизно те молиме, подари му за Ерик Суана живот, мир, спокој, разбирање, љубов и меѓусебно почитување. Ја Раб, сочувај ги од секакво зло, од злото на шејтаните, чиновите и злото на луѓето. Ја Раб, упати ги по патот христијански, по патот на оние врз која разлеа твојата благодат, а не по патот на оние врз која разлеа твојата омраза и кога западна страшна. Ја Раб, о Аллаху наш, спој ги во нивните живот онака како што ги споја Мухамед алейхиссалату вассалам со Хадиџето Кубра ради Аллаху анха. Ја Рабби, спој ги Ерик и Суана во нивните живот онака како што ги споја Али ради Аллаху анху со Фатимето Зехра ради Аллаху анха. Ја Раббел алемин, подари му ума во нивните срца, подари му разбирање и меѓусебно почитување. Подари му добро и на овој свет и на ахиретот и се очувај ги од кабурскиот азаб, од џехенемскиот огон и од печаловото искушение. Ја Рабби, опрости ни на нашите родители, на сите верници и вернички на денот на кој што ти ќе не собериш. О Аллаху наш, прими ова дова, опрости ни, смилувај се. Алхамдулиллахи раббил алемин. Ал-Фатиха. Allah каза нека вие преникете према шеријатските правила, прописи, вие сте маж и жена. Нека Allah Джелешано ми даде берекет ваше веше. Постоите нека. إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا رضا كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رجا إليك المشتكى لا منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي تروي غلتي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي